Добре дојде во третата епизода на циклусот Женски кругови. За почеток, женскиот круг не е бегство од реалноста, туку основа за смислено и враќање во живењето. Во кругот се слушаме себе си, но кругот не завршува тука. Кругот е само почеток. Женските кругови во Развојна академија се внатрешна лабораторија на душата, каде што жената се сретнува со својата интуиција, а потоа ја претвора во глас, во движење и конечно во дејство, во акција. Еднаш една жена отиде кај мудар учител барајќи да ја научи како да води. Тој подаде празна чинија и ја праша: како можеш да напоиш други ако си полна со стари, туги вкусови? Жената седна, долго молчеше. Потоа се расплака и со своите солзи ја наполни празната чинија која ја држеше во рацете. Тогаш учителот заклучи: сега си празна, сега можеш да водиш. Не со надворешна сила, туку со чистота. Како што интуицијата тече низ празното, така и она која води преку кругови не нуди совети, туку нуди простор. Женското лидерство е лидерство кое се случува од внатре кон надвор, не обратно. Женското лидерство не е власт, туку е вибрација на присутност. Една жена од Балканот, родена со глас полн со болки и визии, влезе во простории каде нејзиниот глас не само што беше поканет, туку беше ставен под прашалници. А таа толку силно сакаше да вреска под притисок на велчмерцот кој го чувствуваше, велчмерцот на жените од памтивек до денес, што низ едно врескање како трескот се раскрши нејзиниот глас, се разби и наместо да скрши нешто, почна да тече. Од тогаш, наместо да вика, гласот се претвори во вода. Не рушеше врати и не одеше со главата во ѕидови, туку ги омекнуваше. Не убедуваше за очигледното со зборови, туку со присуство. Таа носеше кругови таму каде што постоеа само рамни површини. Носеше внатрешна визија онаму каде што се мереше само моќ. Како водата, таа постојано течеше. Низ институции, низ организации, низ парламенти, низ женски здруженија, активизам и магични кругови. И на крајот, нејзиното присуство почна да ги менува тие структури одвнатре. Денес таа учи други жени. Не мораш да го кршиш светот за да го менуваш. Биди вода, но биди жешка или студена вода. Онаа што лекува, но и онаа која ја разградува неправдата. Твојата моќ лежи во тоа што не се откажуваш кога не си разбрана, туку продолжуваш да течеш. Како жива таа историја, твоето водство не е реакција, туку е алхемија. И токму тоа те учам тука во Квинтастични и во Развојна академија. Жената не се враќа во светот како што излегла од кругот. Таа се враќа како нов елемент. Се враќа како тивок оган, како подвижна вода и љубов непоколеблива. Во кругот интуицијата зборува. По кругот
жената оди со нов глас во своето семејство, во својата компанија, во својата организација или ни собствените животни одлуки. Бел Хукс би рекла на ова: љубовта како етика може да ја трансформира јавната политика. Тоа значи, мека жена не е слаба жена. Мека жена е коренот од кој се расте. Од мека присутност до моќна акција. Женскиот глас не мора да вреска за да биде слушнат. Тој вибрира и менува на ниво на вибрација. Во методот на квинтастични вежбаме водење преку енергетска стабилност, не преку контрола. Преку креирање кругови, жената учи да стане и простор и структура. Замисли дека стоиш покрај мирно езеро. Водата е тивка, но е толку многу жива. Таа те повикува не да скокнеш и да се испржиш, туку да влезеш и да се сетиш. Твојата интуиција е како површината на тоа езеро. Бранувањата се пораки, одразот е потсетување. Сега замисли дека твоето тело се претвора во вода. Твојата кожа е проточна, пропусна. Твојата утроба е длабок извор. Твојот глас е река што пее толку спонтано и природно. Дишеш и се шириш. Не се спротивставуваш. Не се плашиш. Само течеш проточно. Сега почувствувај мал оган во срцето. Тој не гори за да те изгори. Овој оган топли. Тоа е твојата акција. Спонтана. Тоа е твојата љубов. Водата и огнот во тебе се прегрнуваат. Мекоста и силата не се спротивности, туку се сестри. Сега замисли дека од твоето срце излегува златен круг. Се шири околу тебе, околу твојот дом, околу твојата работа, околу целиот твој град. Ти си жената што создава круг таму каде што луѓето гледаат агли, ивици, шпицови. Ти си кружна, ти си вода, оган, љубов и сила, кружна сила. И таква се враќаш во светот. Не статична, поврзана. Втиги и истиши. Размрдај ги прстите на дланките и на стапалата. Отвори ги очите и носи го кругот со себе. Во чекорот, во гласот, во љубовта која ја дишеш и живееш. Драго ми е што беше дел и од оваа епизода, за да почувствуваш барем малку како е да се биде во женски круг. Сето овде создадено е со океанска љубов и за највисоко добро. Намасте.